За власта развоен, за опозицијата нереален. Почна собраниската дебата за предлог буџетот за 2023 година. Државната каса ќе тежи рекордни 5,3 милиарди евра, што го прави овој буџет историски најголем и со рекордно задолжување. Владата планира да собере 4,6 милиарди евра, а буџетската дупка ќе достигне рекордни 700 милиони евра. Економскиот раст е проектиран на 2,9%, а инфлацијата да се движи во просек од 7,1%. Најмногу пари владата планира да собере преку даноци, односно 15% повеќе од минатата година. Буџетската дупка и од платата на јавниот долг планирано е да се покријат со домашно и странско задолжување. Министерот за финансии тврди дека ваквиот буџет бил раздвоен и со вака проектиран полесно ќе ја пребродиме енергетската криза. Од тука и целта и тоа што го очекуваме од буџетот за 2023 година е да се овозможи олеснување и ублажување на последиците од енергетската криза, ценовната криза и шок, да обезбеди исто така непречено финансирање на евроатлантските интеграции, обврските кои што произлегуваат во исполнувањето на НАТО стандардите, во процесот на преговорите за членство во Европската Унија, како и да придонесе за воспоставување на основа за економско заздравување. Буџетот е надуван балон, нереален и инфлаторен, реагираат од ВМРО ДПМНЕ. Со даночната реформа која ќе падне на грбот на граѓаните, наместо да се заузда ќе се зголеми инфлацијата. Жестока дебата помеѓу пратениците се најави за проектираните 800 милиони евра за капитални инвестиции, кои како што реагираат од опозицијата е невозможно да се остварат. Од проектираните за оваа година реализирани се одвај 51%. Ние сме држава во која голем дел од домаќинствата може да си дозволат само еден оброк дневно, а владата не престанува да троши народни пари за работи кои се освен неопходни. Држава која е второ место на индексот на мизерија во Европа. Со овој буџет во наредната година ќе се задолжиме проектирано 1,5 милиарди евра. Рекордно високо задолжување само за покривање на однапред познати трошоци без дополнителни би се јавиле. 1,5 милиарди евра без при тоа да имаме исплат на системот во енергетиката или нешто непредвидено. По предлог буџетот има поднесено околу 250 амандмани, од кои 200 се од ВМРО ДПМНЕ, со кои бараат намалување на акцизите на горивата, повисоки плати за администрацијата, подобрување на студентскиот стандард и образованието, инвестиции во енергетиката. 18 амандмани се од БЕСА, 3 од Алтернатива, 22 од СДСМ и коалицијата и 2 од ДУИ. Комисиската расправа може да трае до 10 работни дена, па материјалите со амандманите одат во влада, а потоа се враќаат во собранието. Буџетот се очекува да биде изгласан во втората недела од месец декември.